Shoulders со формула Derma Pure содржи антиоксиданти и се бори против чешање, масна и сува коса. Го запира првото пред да се појави. Strongbow Apple Cider, refreshing by nature. Мажите прават се за да излезат накрај со иритацијата од бричење. Па затоа, ние го редизајниравме бричот. Ви го представуваме. Новиот Gillette Skin Guard Sensitive. Брич со уникатна заштита меѓу сечилата, која го намалува притисокот на кожата со гел над и под сечилата. Новиот Gillette Skin Guard Sensitive. Клинички докажан за сензитивна кожа. И во втората сезона на EcoBalance посветено и неуморно работевме. Отворивме многу актуелни теми и прашања од областа на екологијата. Разговаравме со стручни лица и голем број ентузијасти, активисти и поддржувачи. Заедно продолжуваме да ја криваме свеста за потребата од здрава и чиста животна средина. Следете ги репризните изданија на единствениот и најдобриот ТВ магазин EcoBalance. Секоја сабота, 12:30 на телевизија 24. Ова е спорт на легенди. Ова е спорт со историја. Ова е спорт со налудничава брзина, со гориво од адреналин и еуфорија. Ова е спорт во кој реалноста дзирка на работа од илузија. Ова е Формула 1, ексклузивно на телевизија 24. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменов слад. Златен Даб. Класик. Дневник на телевизија 24. Добар ден. Приведена е Катица Јанева. Да видиме што се случуваше денеска. Од хероина до осомничена, од носечка надеж за спас од криминал до натежнување на тасот на вагата на јустиција кон неправдата. Катица Јанева, профил за подемот и падот. Дома, СЈО дома. Катица Јанева треба да биде однесена на распит, откако беа извршени претреси во канцеларијата во СЈО и во нејзините домови во Скопје и во Гевгелија. Управата за јавни приходи отвора истраги за лицата кои добиле пари од фирмите поврзани со Бојан Јовановски, меѓу кои и псевдоорганизацијата Меѓународен сојуз и БМЈ Медија Груп, во чија сопственост е 1ТВ. Цел тим од советници за секој градоначалник е идејата на министерот за локална самоуправа Милевски. Дали е ова вистинска потреба или легализирање на партизираната јавна администрација? Вечер на платото пред Центарот за култура во Струга почнува 58-то издание на фестивалот Струшки вечери на поезијата. Јанева, од хероина до осомничена. Започнуваме веднаш. Секогаш актуелни теми и совети посветени на нашите најмили. Во релаксирана и опуштена летна атмосфера, следите ги репризните изданија од 6-та сезона на семејниот ТВ магазин Моето дете во стандардните термини. Недела 10 часот и сабота 11 часот на телевизија 24. Ова е спорт на легенди. Ова е спорт со историја.
Ова е спорт со налудничава брзина, со гориво од адреналин и еуфорија. Ова е спорт во кој реалноста дзирка на работа од илузија. Ова е Формула 1, ексклузивно на телевизија 24. Притвор за Катица Јанева бара обвинителството откако таа денеска со полициска придружба беше однесена од домот во Козле до канцеларијата во СЈО, па потоа повторно беше вратена дома за да ја биде запленет мебелот во вредност од 5000 евра за кој што се сомничи за злоупотреба на службената положба. Пред домот на Катица Јанева во Козле, Скопје, е колешката Христина Беловска, која денеска го следи нејзиното движење со полиција низ Скопје. Христина, денот е поприлично сериозно напнат, да не должиме многу, повели со деталите. Да, Огнен, пред нецели 10 минути специјалната обвинителка со полиција го напушти нејзиниот дом кој што беше фокус на претрес и со возило на МВР се упати на распит пред судија на претходна постапка. Таа од денеска е осомничена во аферата Рекет, иако претходно имаше својство на сведок. Нејзините колеги, односно обвинителите во одделението за гонење организиран криминал и корупција, тврдат дека имаат несоборливи докази за овој случај. Тоа значи дека тие ја сомничат Катица Јанева за злоупотреба на службената положба, бидејќи дозволила да и влие Бојан Јовановски со цел да му се олесни статусот на Орце Камчев, кој што е осомничен во истрага која што ја води СЈО, односно во истрагата Империја. Сето тоа беше објаснето во детали, мајќи ги во предвид и снимките кои што излегоа од лаверита, обвинителството ги потврди како точни, односно дека осомничените прибавиле значителна имотна корист, меѓутоа она што завршило кај Јанева е во вредност од околу 5000 евра, можам слободно да кажам нешто повеќе од нејзината плата како обвинител на СЈО. Таа вредност е во мебел кој што предмалку и беше запленет од нејзиниот дом и заврши во полицискиот камион. Тука се отвораат и многу прашања после нејзиниот статус на осомничена и барањето на притвор од страна на обвинителството за организиран криминал, кој понатаму ќе го води СЈО и како ќе тече веќе отворените постапки кои што се и во судница. Обвинителот, републичкиот обвинител Љубомир Јовевски ја отвори тезата дека тука веќе Советот на јавни обвинители ќе го има финалниот збор да назначи нејзин наследник, доколку таа, како што е во ситуацијата, не е во можност да го води специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, деталите од пресконференцијата и иднината на СЈО предлагам да ги слушнеме од колегата Сеат Ризвановиќ. За мебел од 5000 евра Катица Јанева на Орце Камчев му ветила дека ќе биде заштитен сведок и ќе плати со спогодба без да оди во затвор за случајот Империја, открива обвинителот Љубомир Јовевски, објаснувајќи го преведувањето на Катица Јанева. Обвинителството ја проширува истрагата за случајот Рекет и за колешката од СЈО бара мерка притвор, бидејќи според истрагата за себе и за други лица прибавила значителна имотна корист за да му ја олесни состојбата на осомничениот Ѓордан Камчев. Јавниот обвинител го прифатил влијанието од осомничениот и при неизменети околности, врз основа на кои бил определен притворот, дал предлог притворот против осомничениот во предметот Империја да се укине и да му се определи поблага мерка куќен притвор. Едно од лицата против кои се води истрагата го има врз јавниот обвинител,
Во повеќе средби телефонски преку спикерфон разговарал со јавниот обвинител и по разговорите и средбите, откако осомничениот во случајот Империја и неговата сопруга биле уверени во влијанието, двете лица против кои се води истрагата од овој осомничен барале 8 милиони евра за олеснување на неговата положба и на 20 февруари 2019 година двајцата дошле во домот на осомничениот во предметот Империја и од него зеле торба марка Луи Витон со 1 милион евра, а претходно додека тој бил во притвор од неговата сопруга зеле 500.000 евра. После информациите дека во случајот Рекет се вмешани и други луѓе, меѓу кои и политичари, од основното јавно обвинителство тврдат дека истрагата се води непристрасно и професионално. За секој за кого ќе утврди дека презел кривично правни действија, ќе ја прошири истрагата и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Каде е синот на Катица Јанева, стварно не знам, бидејќи се уште за него нема доволно основано сомнение дека е вмешан во било какви нелегални активности. Моментално само зајавен обвинител е проширена истрагата. Обвинителите Јовевски и Русковска велат дека за нивната истрага не е важна информацијата каде се наоѓа Орце Камчев, а на распит ќе бидат повикани и Јовановски, но и сите други кои се вмешани во случајот како осомничени сведоци или оштетени, меѓу кои може да биде и премиерот Заев. Јовевски објаснува дека нема да има проблем ниту со функционирањето на СЈО, бидејќи сега Советот на јавни обвинители треба да констатира дека Катица Јанева е спречена да ја врши функцијата и треба да назначи веде јавен обвинител од редовите на СЈО. Во однос на евентуална вмешаност на судии во случајот Рекет, од ОЈО велат дека засега немаат такви информации. Огнен колегите од суд ми јавуваат дека полициската придружба со Катица Јанева веќе е пристигната пред кривичниот суд, а според наши информации можно е таа да биде придружувана и до нејзиниот роден град Гевгелија, во кој што денеска имаше претреси практично во нејзиниот дом. Можно е таа да биде испратена до Гевгелија, ќе повторам, со полициска придружба поради починувањето на нејзината и погребот на нејзината мајка, која што според информациите кои што ги добивме се случило утрово. Беше споменат и синот на Катица Јанева во излагањето на Вилма Русковска дека против него нема докази за сега, иако му беше запленет лаптопот, бидејќи тој беше вработен во телевизијата на Бојан Јовановски. Ние имаме информација од истрагата дека во овој момент, односно во текот на целиот ден, и синот и керката на Јанева се наоѓаат, биле присутни внатре овде зад мене во нејзиниот дом. Интересно е што партиите повторно го искористија овој случај за меѓусебни препукувања. Од власта велат дека правната држава функционира, а од опозицијата порачуваат дека Заев не може да се спасува со апсењето на Катица Јанева и очекуваат тука да паднат и други политичари во оваа афера Рекет. Предлагам да ги слушнеме партиските реакции. Актуелните денешни случувања со кои Јанева влезе во друштвото на осомничените во Рекет Боки 13 и Зоки Кичеец не смеат да бидат акција за спас на Заев, велат од опозицијската ВМРО ДПМН. Бараат проширување на истрагата за да може таа да стигне, како што велат, до главата на октоподот, но и прашуваат дали се уште Заев и верува на Јанева, која оценуваат дека денеска се збогува со обвинителската кариера. Денеска и официјално завршува обвинителската и политичката кариера на првиот соработник на Зоран Заев, тоа е Катица Јанева. Завршува обвинителската кариера на Јанева, за која премиерот Заев тврдеше дека е човек со кредибилитет, позади кој самиот тој Зоран Заев седи и ја поддржува. Апсењето на Катица Јанева не смее да се претвори во акција за спас на кариерата на Зоран Заев, кој е целосно компромитиран и разнишен.
Од Бихачка пак денеска велат правната држава функционира неселективно за сите, ги повикуваат сите институции на длабинска истрага, но до онаму каде што водат доказите, за никој да не е поштеден и амнестиран, а како што велат се огрешил пред законот, одговорно за сите инволвирани мора да има, велат од Бихачка. Правда мора да има. Градењето на независен правосуден систем ги покажува вистинските резултати. Правната држава функционира неселективно за сите. Никој не е над законите и секој ќе одговара за своите постапки. Целосно ги поддржуваме напорите на истражните органи за целосно расветлување на овој случај. Партиските реакции поврзани со случајот рекет периодот не стивнуваат, до исто така бараат истрагата да продолжи, но и натаму остануваат на ставот за ветинг во институциите. Алтернатива на Африм Гаши пак велат истрагата за рекет треба да продолжи и не смее да се дозволи ваквите случаи на корупција да ја фрлат земјата во бездна во која би цветал криминалот. Ставот на албанскиот опозицијски блок пак веќе е познат, продолжување на истрагата, но и јавен обвинител од Европската унија. Огнен заложбите на јавноста и на политичарите од пред 4 години за основање и функционирање на институција која што ќе се бори против криминалот на претходната власт на вистина доби еден неочекуван тек и пресврт, бидејќи првиот човек, односно првата жена која што беше назначена да се бори против тој криминал, падна во тој круг како осомничена во аферата Рекет. Истрагата останува и натаму отворена со можност за проширување. Денеска беше единствено проширувањето со Јанева, која стана осомничена поради злоупотреба на службената положба, иако таа во нејзина одбрана во еден јавен настап порача дека е злоупотребена од Јовановски и дека некој со сите сили сака да го урне СЈО и неа лично поради десетина истраги кои што ги оставила завршени, а меѓу нив се и политичари од власта, конкретно од ДУИ, политичари од опозицијата, но и многу други функционери. Ке видиме, времето треба да покаже каков исход ќе има оваа афера, дали ќе стигне до судска разрешница. Огнен, ние од тука се селиме пред кривичниот суд, каде што се бара притвор за Катица Јанева. Така, ние во меѓувреме се обидуваме да ги добиеме снимките од доаѓањето незино во кривичниот суд. Во интерес на деталите и преносот на информации на гледачите мораше да те задржиме пред домот на Јанева. Кажи ми, Христина, само да споделиме за гледачите, што е следно во процедурата сега, откако е однесена во кривичниот суд, што е следно што треба да се очекува во текот на денот, правно гледано? Според тоа што обвинителството има побарано притвор за осомничената веќе со тој статус Катица Јанева, судија на претходна постапка треба да одлучува по тоа прашање. Меѓутоа, тука постои една можност таа пред судот да побара да биде однесена и во незиниот роден град поради погребот на мајката која што починала утрово. Од обвинителството велат дека ќе нема да прават проблеми да се случи тоа, меѓутоа незиното одење до Гевгелија и враќање назад нема никаква поврзаност со евентуален притвор или некаква друга мерка. Последниот збор тука ќе го има судија на претходна постапка, а понатаму има законски можности Јанева против таа одлука која што ќе биде донесена да поднесува и жалба. Ти благодарам, Христина, за деталите и за вклучувањата. Продолжуваш да ја следиш Катица Јанева денеска во движењето низ Скопје, постојано придржувана од полицијата. Продолжуваме понатаму. Управата за јавни приходи отвора истраги за лицата кои добиле пари од фирмите поврзани со Бојан Јовановски, меѓу кои и псевдоорганизацијата Меѓународен сојуз и БМЈ Медија Груп, во чија сопственост е 1ТВ, а се директно или индиректно поврзани со случајот Рекет. Ружица Фотиновска.
Управата за јавни приходи ќе ги проверува фирмите поврзани со Бојан Јовановски. Станува збор за БМЈ Медиа Груп, телевизијата 1 ТВ и Меѓународниот сојуз. Директорката на УЈП вели дека до петок налозите треба да бидат дадени за отпочнување на контрола за финансискиот прилив и одлив на средствата во овие фирми, но и на физичките лица кои примиле пари од таму. Ние ќе постапиме во делот кој што се однесува на даноците. Да, веќе до петок би требало да ги дадеме налозите за отворање на контрола, за отпочнување на контролата и во Меѓународниот сојуз, и во 1 телевизија, исто така и во БМЈ Груп, и во сите оние останати даночни обврзници со кои што сме утврдили преку анализите дека постоеле одреден вид на деловни односи. И исто така ќе направиме контрола и на сите оние засегнати физички лица во телата и органите на Меѓународниот сојуз, за кои што ќе ги утврдиме и исплатите кои што се правени. Физичките лица ќе бидат контролирани по основ на остварените приходи и по основ на Законот за персонален данок, а останатите даночни обврзници преку ДДВ, данок на добивка, пресметки, деловни односи и задржан данок. Во овој случај преку тие сите исплати кои што ги правил Меѓународниот сојуз ќе видиме на чија сметка од физичките лица се легнати тие пари и дали воопшто се пријавени. Финансовата полиција веќе одамна работи на случајот. Тие го истражуваат потеклото на парите што се слеале во невладината организација, дали парите се сомнителни и од каде дошле на сметката. Но засега финансовата полиција не открива детали за истрагата. Се истражуваат фирмите поврзани со случајот Рекет, иако името на Боки 13 не фигурира никаде во официјалните документи, ниту на телевизијата 1 ТВ, ниту на БМЈ Медиа Груп. Боки 13 се представуваше како газда на телевизијата, но според податоците од Централниот регистар, собственик на 1 ТВ е фирмата БМЈ Медиа Груп, а незини собственици се Јасна Мандик и Јасна Ерцеговиќ, но и таткото на Бојан Јовановски, Миле Јовановски, кој воедно е директор на фирмата. Така во меѓувреме успеавме да ги обезбедиме и снимките од пристигнувањето на Катица Јанева во кривичниот суд, за што извести и колешката Христина Беловска. Може да ги емитувате режија во продолжение. Станува збор за четврта дестинација која што Катица Јанева ја имаше во текот на денот, откако 40 на минути после пладне првично беше изнесена од нејзиниот дом во Козлево, Скопје, пошто беше однесена во канцеларијата на специјалното јавно обвинителство, од каде и беше одземен службениот компјутер. Заведнаш потоа и Катица Јанева повторно да биде вратена дома. Во меѓувреме се одржа пресконференцијата на јавното обвинителство, основното јавно обвинителство, каде присуствуваше освен државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски и јавната обвинителка која што е шефица на одделот за гонење организиран криминал и корупција, каде се и побара притвор за Катица Јанева поради сомнение дека извршила злоупотреба на службената должност, што пак беше и увертира во третата дестинација каде одеше Катица Јанева, а тоа беше враќањето во нејзиниот дом во Козле, од каде што и беше запленет мебелот во вредност од околу 5000 евра, односно 298.000 денари. Паралелно претреси беа извршени и во домот во Гевгелија, и оттаму, од домот во Козле, кога заврши заплената на мебелот, Катица Јанева е нешто пред 15 на минути доведена во кривичниот суд, каде што се очекува и распит. Во меѓувреме и се очекува секако да се донесе и одлука за барањето притвор од страна на ОЈО, дали Катица Јанева ќе заврши во притвор во текот на денот. Профилот на жената која ги предводеше Чарлиевите ангели на правдата во Македонија, како што беше посочена од странските медиуми, од хероина до осомничена, од носечка надеж за спас од криминал, до натежнување на тасот на вагата на јустиција кон неправдата. Дали силуетата на специјалната обвинителка од маичките од протестите кои даваа поддршка за неа, ќе отиде зад решетки? Катица Јанева, профил за нејзиниот подем и пад. Сунај Сабриоски. Жената која за јавноста беше олицетворение на правдата, сега ќе треба да се соочи со истата, осомничена и изнесена со полиција од сопствениот дом. За јавноста беше символ за правда, дојде на голема врата. Вети дека ќе се бори против криминалот и дека ќе ја донесе правдата. Во своето прво медиумско излагање тврдеше и ветуваше дека секој предмет што ќе влезе во специјалното јавно обвинителство ќе биде законски анализиран за откривање на вистината.
Очекувам голема меѓународна поддршка во откривање на фактичката состојба. Ето, дали ќе му се допаѓа на некој тоа или не, тоа ќе оставиме времето да покаже. Ликот на сега осомничената Катица Јанева беше распостранет на сите страни. Прогресивната младина гордо незиниот лик го печатеше на маички, доверувајќи ја целосната доверба за правда во земјава. А полицијата на поранешниот председател Иванов, со која пукаше во СЈО ја крена земјата на нозе, шарената револуција имаше еден заеднички именител – правда, а таа почнуваше од пред СЈО. 4 години подоцна, силуетата од маичката на онаа што требаше да донесе правда на социјалните мрежи е зад решетки. За краток временски период, специјалното јавно обвинителство пламна во јавноста како гром од ведро небо, зашто јавноста имаше огромни очекувања. По формирањето на незиниот тим, отпочна со процесирање на првите предмети во знакот на звучното Т. Првиот предмет заплива со наслов Титаник, па продолжија со шамарите во центар, тврдина, транспортер, ТНТ, трезор, топлик, тревник, талир и така натаму. Во обидот да ги расветли случаите, најде незатворена врата. Како што поминуваше мандатот, така разочарувањето кон Јанева растеше. Низата контроверзни одлуки во кои како првоосомничени ги гонеше Никола Груевски и Сашо Мијалков ја топеа довербата, но никој не ни претпоставуваше дека обвинителката што беше синоним за борба со криминалот, според сознание на јавното обвинителство станала дел од криминалниот синџир кој што се заколна дека ќе го пресече. Како што се ближеше крајот на незиниот мандат, така кулминираше заплетот во работата на специјалното јавно обвинителство. Барањето на опозицијата за незина смена го нарече политичка изјава што не држи вода, па така храбро изјави дека доколку има реизбор, повторно ќе конкурира за специјален јавен обвинител. Во истиот момент Јанева излезе и кажа дека никој не може да ја разреши. Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? Но ваквиот цврст став на Јанева не издржа, па во налетот на аферата Рекет, во моментите на апсењето на незиниот пријател Боки 13, таа се огласи дека депонира неотповиклива оставка. Потоа, извесен период ја снема, па беше сликана во фризерски салон како се подготвува за пресконференција. На истата конференција избегна комуникација со новинарите, но тврдеше дека е невина и дека незиното име неосновано се провлекува во јавноста. Откако заврши со пресот, Катица Јанева се упати на одмор во моментот кога во јавноста одекнаа бомбите на италијанскиот весник Ла Верита, каде на големо се слушаше за аферата Рекет. Не се секирај за ништо, секи биде окей. И додека пукаа бомбите, Јанева се правдаше. Дали чувствувате вина? Јас не. На 15 септември 2014 година, како бомба од затворените 4 зида на клубот на пратеници одекна името на гевгелиската обвинителка Катица Јанева, за која тогашниот премиер Никола Груевски и тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев си подадоа рака. 3 часа подоцна, Македонија беше на нозе. Името на Катица Јанева е најпребаруваното име на интернет и најозборуваното во градот и меѓу обвинителската фела. 4 години подоцна, Катица Јанева ја знаат сите, но повторно денеска незиното име е на врвот во виралниот свет, како обвинителката во која се крстеа сите од синоним за правда падна на дното од истата, но и многу побитно, како државата ќе преживее уште еден атентат на правдата од оние кои требаше да ја чуваат. Ловџиите сметаат дека нема потреба од толку радикални мерки како одстрел на свињите, а ветеринарите велат дека мерките мора да бидат ригорозни. Цел тим од советници за секој градоначалник е идејата на министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Освен министрите, посебни советници да имаат и сите градоначалници, односно секој градоначалник засебно. Ова се дел од законските измени кои ги најави тој. Идејата е за да се зголеми ефикасноста во работата на градоначалниците кои би назначувале своји луѓе со мандат од 4 години. Од друга страна, дел од експертите, но и од актуелните градоначалници во овие реформи препознаваат обид за класична партизација на администрацијата. Дали е ова вистинска потреба или легализирање на партизираната јавна администрација? Секој градоначалник да добие свој тим од советници, кои ќе имаат мандат од 4 години. Ова се дел од законските измени кои ги подготвува Министерството за локална самоуправа во склоп на процесот на децентрализација. Министерот Горан Милевски вели бројката на советниците ќе зависи од големината на општините и бројот на жители, а целта вели е да се зголеми ефикасноста во работењето. Со сегашниот закон за државни службеници фактички тој работи со тимот на неговиот претходник,
може да најди на бојкот, на обструкции, на неработа, на местење на градоначалникот и тој да не биде во можност заради администрацијата да ги реализира ветувањата кои што му ги дал на граѓаните. Дел од актуелните градоначалници идејата ја оценија како сериозен реформски зафат. Првите луѓе на гостива Ривелес, Арбен Таравари и Јаце Коцевски велат на секој градоначалник му требаат луѓе од доверба. Градоначалникот на Петровец пак Борче Митевски во ова гледа само обид за класична партизација. На истав со него се и дел од познавачите, кои сметаат дека државата не смее да се пушти во таква авантура. Административните службеници вработени во општина се и институционална меморија, и професионален кадар, и се лица кои што треба да ја штитат и законитоста на работата на општината, а не само слепо да изслушаат желбите на, условно речено, на градоначалникот и советниците. Во таа насека не знам како поголем кабинет во служба на градоначалник на неформални луѓе би му било од поголема корист отколку професионализација и влијан и да се влијае, да се збогати општината со административни службеници, се разбира вработени преку непристрасен процес на селекција. Министерот пак дециден е дека нема ризик од партизација, ниту од поголеми финансиски импликации. Напротив, партизација, ако е секој градоначалник влегува со луѓе натре кои што ќе останат трајно, и потоа новиот градоначалник не може да ги разреши, а ќе го бојкотира за да нема резултати. Значи, мислам дека ние треба да бидеме практични и треба да изнаоѓаме такви решенија кои што ќе бидат во служба на граѓаните, а не во служба на политички партии или обструкција на градоначалникот. А токму за партизацијата и пренатрупаноста во администрацијата редовно ни забележува и Европската Унија, а неодамна критики во јавноста разбудија и дел од биографиите на советниците на премиерот, кои многумина ги оценија како клиентелистички поставени кадри, на кои залудно се трошат државните пари. Членовите на владата и носителите на јавни функции ќе бидат санкционирани доколку не го почитуваат етичкиот кодекс кој го донесе владата. Првата опомена ќе биде јавна критика, а потоа следува политичка одговорност, односно барање за оставка. Последната санкција пак е одговорност пред институциите. Владата на својата вчерашна седница го усвои кодексот за етичко однесување на членовите на владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата. Има три нивоа на реагирање од страна на оние кои што задолжени за следење на кодексот, а тоа е прво изразување на несогласување, односно официјална критика. Второто е политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на тој што не се однесува согласно кодексот и понатаму е нормално одговарање пред законите институциите. Значи многу прецизно е дефинирано. Трамп ја откажа посетата на Данска, откако Копенхаген рече дека Гренланд не е на продажба. Лозарите ќе излезат на протести. Револтирани се од односот и на винариите, но и на владата кон нив. В петок ќе се соберат на плоштадот во Кавадарци, при што ќе побараат од визбите достоинствени цени, а од владата помош во наоѓање странски пазари. Владимир Тевчев. На лозарите им дојде преку глава. Во петок излегуваат на протести. Револтирани се од уценувачките цени кои винарските визби им ги нудат за годинешниот откуп на грозјето. Од Сдруженијето Напреден Лозар бараат цената за смедеревката да не биде под 16, а за вранецот под 18 денари по килограм. Велат дека цените кои им ги нудат визбите се далеку под производната. Лути му се и на Министерството за земјоделство кое не било многу заинтересирано да помогне во решавањето на проблемот. Нас ни треба профит. Па ние сме земјоделци, треба ли ние да заработиме да одиме на одмор? Или ние треба да го изработиме грозјето и да му го дадиме на некоја визба и таа да има профит, а ние да бидеме со джепот во раци. Па ја немам отидено на одмор. А 25 тона грозје бера. Ја како председател, па не ми останува од тоа грозје. Субвенциите, па се трошат и тие субвенции, треба да запалиш школа да отидеш на лози. Треба ли јас да остварам профит? Не може ја од Хитлер трактор тераме. Прскалица од Хитлер, останато од германците. Има ли ум министерот да дава изјава не влезена 90.000? Какви 90.000? Животот го остави лозито. Ако визбите останат на овие цени, лозарите ќе бараат од државата дополнителни субвенции по килограм, со што вкупната цена на грозјето да биде над производната. Велат дека Македонија има двојно пониски откупни цени на грозјето од земјите во регионот. Затоа побараа и отворање на странските пазари. Владата
начело со премиерот и министерот за земјоделие да преземе итни мерки за отварање на границите и овозможување безцарински извоз на грозје во земјите од окружувањето пошироко. Да се повикаат сите заинтересирани купувачи од регионите пошироко и да се овозможи нормален откуп на грозје од играшијата. 3. Цената грозје да се формира од страна на ценен одбор од сите здруженија во организација на Дружењето напредни лозари. 4. Да се одреди производна цена на килограм грозје како основа за формирање на цените при откупот на грозје. Лозарите повторно ги повикаат стручњаците од високообразовните институции да се вклучат во следењето на реколтата, одредувањето на технолошката зрелост и шеќерните единици на грозјето. Токму тука, велат лозарите, се прави најголемата манипулација, откако што ја нарекоа винарската олигархија. Од Министерството за земјоделство велат дека ќе помогнат лозарите и визбите сами да се договорат околу откупната цена, но не можат да влијаат врз цената оти се работи за пазарни односи меѓу производител и купувач. Сепак, доколку цената на грозјето биде под рентабилноста, државата е подготвена да одобри нова интервентна мерка. Додека македонската влада преку дипломатски пат се обидува да ги тргне трговските бариери со Косово, трговците веќе ги чувствуваат загубите. Од Сојузот на стопански комори велат дека политиката треба да биде на страна на економијата, а за овој проблем решение мора да се најде побрзо, бидејќи штетите ќе бидат големи. До петок, Косовската агенција за храна ќе треба да ја испрати извештај на нашата агенција за храна за здравствената состојба на рибните производи. Откако таков документ ќе пристигне од Приштина и ако се е во ред со податоците, тогаш агенцијата за храна ќе ја тргне бариерата за увоз на икра и рибен подмладок од Косово. Потоа би се очекувало косовската влада да ја тргне забраната за увоз на медот и компирите, произведени во Македонија. Јас кабинетот на премиерот. Обиколницата кај Богданци и патот до Гевгелија ќе се проширува откако жителите од овој дел на државата собираа потписи и побараа од државата негова итна реконструкција. Овој патен правец, заради неговата мала ширина и пропаднат асфалт, представуваше црна точка во сообраќајот. Надлежните уверуваат дека најдоцна до март патот ќе биде завршен. Бане Трајков. До крајот на септември се очекува да биде готова проектната документација за реконструкција на обиколницата кај Богданци, но и документацијата за проширување на регионалниот патен правец од Богданци до Понов мост кај Гевгелија. Вака најави првиот човек на државни патишта Зоран Китанов, откако жителите на Богданци и соседните општини побараа проширување на делницата од 4,5 км како црна точка во сообраќајот. Но сега таму не е само теснотијата на тој пат. Можете да видите како е правен тој во минатото, буквално валови имате на секој 3 метра. Значи, ќе биде направен, тука ќе побарам помош и веќе ми обеќаа помош и градоначалниците на двете општини во случај со некои мали експроприации да се изменаџира тоа со граѓаните за да не се одоговлекуваат тие работи, за да може непречено да се работи. Мала делница е, греота е, ќе се направи многу убаво, добри временски услови, мислам дека ќе може да се работи до касна есен, рана пролет, се да биде завршено. Во моментов се работи на рехабилитација на патот од Богданци до Фурка во должина од 10 км во вредност од 1,3 милиони денари. Средствата се преку Светска банка. Првично беше планирано да се рехабилитираат и останатите 7 км до Гевгелија, но жителите со собирање потписи побараа од државни патишта проширување на критичната делница. Иначе ова е многу важна делница, значи спојува 3 гранични премини со самата рехабилитација на овој патен правец, со реконструкцијата на заобиколницата и делот од Богданци до Гевгелија, значи обезбедуваме слободен проток на луѓе, безбедно патување и се разбира и подобрување на економските резултати во иднина. Реконструкцијата на обиколницата кај Богданци, но и проширувањето на патот од Богданци до Гевгелија се очекува да чини околу 23 милиони денари. За патниот правец Богданци и Гевгелија жителите од овој дел на државата собираа потписи од државата побара не само рехабилитација, туку негово проширување, со оглед дека овој патен правец е доста тесен и нерамнет, место каде што се случувале голем број на сообраќајки.
Мерките на владата за спречување на појавата на африканска чума за дел од ловџиите се премногу радикални со оглед на тоа што досега нема ниту еден случај на заболена свиња во земјава. Од Ловешката федерација за телевизија 24 велат дека невозможно е да се постигне рокот од 10 дена што им го даде владата за да се истребат половина од свињите кои биле планирани годинава за одстрел. Од ветеринарната комора пак со став дека токму радикални мерки се потребни за превенција, бидејќи предупредува дека станува збор за сериозна болест која може да има тешки последици врз свињарството. Ивана Стојкова. Ловџиите се противат на дел од мерките на владата за спречување на појавата на африканска чума. Од Ловечката федерација за телевизија 24 велат дека не гледаат потреба од толку радикални мерки и толкава хистерија, со оглед на тоа што во земјава досега нема ниту еден потврден случај на зараза на свиња. Дополнително од федерацијата велат дека невозможно е да се постигне рокот од 10 дена што им го даде владата за да се истребат половина од свињите кои биле планирани годинава за одстрел. Бидејќи во моментов се летни одмори па има дефицит на ловџи. Додаваат и дека од Министерството за земјоделство имаат забрана за движење во шуми поради пожарите, но се противат и на одлуката на владата армијата да се вклучи во одстрелот на диви свињи, бидејќи како што велат ниту еден војник не бил на обука за лов. Официјална изјава во јавноста од Ловечката федерација најавија утре откако ќе се сретнат со представниците на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ветеринарите пак се на став дека мерките мора да бидат радикални со оглед на тоа што станува збор за сериозна болест која прашање на време е кога ќе стигне и во земјава, а која може да има сериозни економски последици. Во дадените услови кога практично ја немаме болеста, е важно да ги преземеме максимално сите мерки. Тука не треба да се штеди, затоа што секогаш превентивата е поевтина отколку мерките на сузбивање и искоренување на болеста, кога евентуално би дошла, а не е прашањето дали би дошла, него кога би дошла. Нема никакво јавно здравствено значење, значи практично е тотално безопасна за човекот, меѓутоа како потенцијал за свињарството, потенцијал како проблем е да речеме во моментот најсериозната заразна болест на светот. За најавените мерки на владата реагира и од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди. Бараме итно владата да ги отповика најавените монструозни мерки. Свинската чума не е опасна за луѓето, а само Македонија планира масакр на свињите, додека мерките во нашето соседство се сведуваат на хигиена, дезинсекција и исклучување на контакт, тоест движење на животните, пријавување на секое угинато животно, забрана за увоз и извоз. Само Македонија ќе потроши 65 милиони денари од буџетот за овој брутален колеш. Владата вчера одлучи во рок од 10 дена 4000 диви свињи да бидат застрелани, а околу 18.000 домашни да бидат заклани. За одстрел на свиња ловџиите ќе добијат 1000 денари награда, а државата ќе ги обештети одгледувачите на домашни свињи со 50 евра за секоја заклана свиња. Ваквите радикални мерки властите ги правдаат со образложение дека ефектите во економијата би биле катастрофални со директна штета помеѓу 50 до 60 милиони евра за производство и обработка на свинско месо. Вечерва започнува 58-то издание на Струшките вечери на поезијата. 32 странски и 30 домашни поети ќе бидат дел од овогодинашната програма. Во струга е нашата колешка Адријана Митевска, која во продолжение ќе ни ги открие деталите од програмата. Доколку имаме на линија, да, Адријана повели, мислам дека се слушаме. Да, добар ден од Струга, градот на мостовите и градот на поезијата, која што по 58 пат и оваа година ќе пулсира во духот на Струшките вечери на поезијата. Многу поети се гости во Струга кои што и оваа година ќе творат и ќе представуваат својата поезија токму пред стружани и пред сите оние кои што вечерва на официјалното отворање ќе уживаат во поетското читање на поетите. Како што реков, Струшките вечери на поезијата по 58 пат ова година. Утринава започнаа со она традиција со засадување на дрвца, односно представување на лауреатот оваа година и поетско читање во паркот на поезијата. Но повеќе детали околу тоа каква е програмата, колку гости имаме оваа година на Струшките вечери на поезијата, ќе ни открие директорот Тодор Чатасевски, кој што е наш гостин во овој дневник. Добар ден, директоре, официјално нели стартува
стартуваше вечерва свеченото отворање покрај Дрим, секако нели понаа традиција. Утринава се засади дрвцето во паркот на поезијата. Кажете ми како стартуваше оваа година манифестацијата? Добар ден. Како и секоја година, Струшките вечери на поезијата имаат една препознатлива структура и форма. И оваа година почетокот беше со свеченото засадување на дрво од страна на лауреатот во паркот на поезијата. Во паркот на поезијата своји дрва имаат засадено сите досегашни лауреати, па така и оваа година романската поетеса Ана Бландјана го засади дрвото како еден символ на долговечност на поезијата и долговечност на фестивалот. Колку точно учесници има на 58-те Струшки вечери на поезијата? На 58-то издание на Струшките вечери на поезијата поканивме 33 странски и околу 30 домашни поети и очекуваме богата фестивалска програма. Оваа година се трудевме да воведеме новитети за кои што се надеваме ќе станат препознати в берег на фестивалот. Еден од тие новитети е поетската порака, која што е составен дел од свеченото отворање кој што се случи вечерва пред платото на Центарот за култура. И таа поетска порака секоја година ќе чита истакнат македонски поет или поетеса. Оваа година честа му припадна на македонскиот поет Владо Урошевиќ, за кој во програмата на Струшките вечери е предвиден и посебен портрет по повод неговиот 85 годишен јубилеј. Она што е новина оваа година е исто така заради подигање на нивото на јазична комуникација, меѓутоа и заради вклучување на публиката и заради мултиетичниот карактер и на нашата држава и на Струга како општина, решивме официјални јазици на отварањето, што се користат на отварањето и на затварањето, покрај македонскиот и англискиот, како што беше до минатата година, да бидат и албанскиот, но и францускиот, бидејќи Македонија и официјално е членка на Светската асоциација на франкофонијата. 32 странски поети и 30 домашни. Од каде се има странски поети оваа година? Па од најразлични земји, значи има од европскиот ареал, да почнеме од нашето најблиско соседство како што е Албанија, Косово, Србија, Босна, Хрватска, меѓутоа и Романија, Бугарија, Грција, Шведска, Германија, Шпанија, Италија, Франција, меѓутоа имаме и поети од Монголија, од Индија, од Иран, така што навистина еден интернационален состав. Така, и за крај само до 26 август трае манифестацијата, но освен во Струга, значи Струшките вечери на поезијата имаат и настани кои што се надвор од Струга. Каде се ќе биде оваа година? Точно, прво во склоп на програмата на Струшките вечери на поезијата, традиционално има читање во Калишта, потоа има традиционално читање и во Охрид и во Света Софија. Меѓутоа, во склоп на традицијата од претходните изданија за поезија на пат, Струшките вечери на поезијата оваа година ќе бидат представени пред публиката во Прилеп, Велес, Куманово и Скопје. Оваа година за прв пат заради погодноста на локацијата, завршниот поетски митинг во Скопје ќе биде во Музеот на современата уметност. Благодарам на гостувањето. Благодарам и вам. Утринава, како што веќе напоменавме со директорот Тасевски, се одржа и пресконференција на која што се представи лауреатката, односно добитничката на златниот венец оваа година на Струшките вечери на поезијата, Ана Бландјана, која што изрази свое задоволство што е во Струга и што оваа година е почасен добитник. Па во продолжение предлагам да слушнеме дел од незината изјава. За мене Македонија е не само една земја пријателска, туку е една земја на оваа планета по која чекорел и Орфеј. Нема една поголема поврзаност со поезијата од тој факт. И за крај само уште еднаш ќе потсетиме дека официјалниот старт, односно свеченото отворање на манифестацијата Струшки вечери на поезијата е вечерва пред Центарот за култура Браќа Миладиновци овде во Струга со почеток од 20 часот и 30 минути. Оние кои што се во можност да дојдат да го слушаат изворедното поетско читање, еве имаат покана и од организаторите, а останатите, како што напомена и директорот, ќе можат целата манифестација да ја следат преку лајв стримот на Струшките вечери на поезијата. Тоа би било се од ова вклучување од Струга. Така, да, Адријана, ти благодарам за ова вклучување и останува да ја следиш
оваа манифестација особено значајна за Македонија. Се враќаме од Струга во Скопје назад, поточно во Куршумлијан, каде што ќе започне 10-тото јубилејно издание на Македокс, а кое повеќе информации, за кое впрочем повеќе информации ќе ни пренесе колешката Јана Серафимова. Поприлично разнолик дневник денеска, Јана, од една прекрасна манифестација во Струга, да видиме што имаш да ни кажеш за овој значаен јубилеј за Македокс тука во Куршумлијан. Да, драго ми е дека со вакви убави информации на некој начин ќе го заокружиме нашиот денешен дневник. Во Куршумлијан атмосферата е супер затоа што организаторите ги прават оние финални подготовки за стартот на 10-тото јубилејно издание на Македокс. Ова е една од нашите најубави манифестации и фестивали заради тоа што секогаш дава несебична поддршка за креативниот документарен филм, па така ќе биде годинава заради тоа што 70 филмови се наоѓаат на програмата од странски автори, но и 10 филмови од наши домашни автори, во кои што не се сомневам дека публиката ќе ужива на проекциите овде под отворено небо. Сепак деталите околу вечерашното отворање и околу комплетната програма ќе ги слушнеме во продолжение преку разговорот со мојата гостинка Петра Селишкар, е дел од организацијата на Македокс и е селектор на главната програма. Добре дојдовте, се надевам дека сте подготвени за вечерашното отварање. Како ќе се отвори ова јубилејно издание на Македокс? Еве, уште малку па ќе отвориме, значи 10-то издање, фестивал, нели, значи празник, и ова е 10-ти празник наш, јубилеј. Еве, стигнавме до овој момент и многу сум горда. Имаме како, затоа што се викаме Make Dogs и Македокс, 10 македонски филмови, се укупно 70 филмови, преко 100 гости, и ете сега више како што гледате доаѓат. Вечерва е свечано златно 10-то отварање и ќе го отвориме со еден краток филм, Мисерикордија, и после тоа се стана песна. Тоа е филм за снимање на албум на PJ Harvey и цел незин бенд ќе биде тука вечерва со нас после филмот, и мислам дека заедно со автори ќе го прославиме убав јубилеј. Освен добар филм и добра музика вечерва, како се распоредени филмовите од програмата, затоа што бројката не е воопшто мала? Какви ви се програмите и зошто имате фокус на Германија како земја? И уште една убава тема, тоа е копродукцијата и таквиот начин на работење на филмови. Да, ништо не е случајно. Значи, 30 години после падот на Берлински зид, рековме дека ова е момент за Германија и ќе покажеме филмови за време на ДДР, пред зидот, после зидот и све што се случило на некој начин и со нас, и токму затоа тема е копродукција, значи соработка на некој начин помеѓу земји у регионот, помеѓу нас, и затоа и направивме ова година Копродокс, кај што фондови и повеќе документаристи ќе дојдат во Скопје, ќе почнат да сонуват заедно како би можеле во регион и пошироко да копродуцираме документарни филмови. Покрај тоа морам да спомнам дека имаме одлична програма за деца у МКЦ, која што е не само анимирани филмови, него и филмови за фамилии, за да дојдат заедно со своите деца да гледат филм, кој што нешто на големо платно сепак е многу поинако него на телефон. Морам да ве прашам конкретно во разговор, само накратко, македонски филмови имаме, тоа го споменавме на овој Македокс, и тоа доста успешни. Ќе издвоиме ли нешто што публиката не смее да го пропушти од нашите филмови? Значи 10 години, 10 македонски филмови. Пред се би сакала да изразам своја задоволство дека го завршиле Тетово Twilights. Тој последен филм на Билјана Герванлиева, незинот сопруг и монтажер заедно, и тој ќе биде приказан утре. И пред тоа ќе имаме изложба во Даут Пашинаман, изложба посветена на љубовта и на нивен заеднички живот, мислам.
Ви благодарам многу што сте супер домаќини и се надевам дека публиката ќе ужива на вашето јубилејно 10 издание. Ви благодарам и повелете. Куршумлијан ве чека и МКЦ и имаме се дум да филмови, мислам дека за секој нешто ќе се најде. Ви благодарам многу уште еднаш, да, јас се надевам дека нашите гледачи ќе ги поттикнеме со овој разговор да дојдат овде во Куршумлијан пред се каде што се одвива главната програма на 10-то издание на Македок. Само за крај би потсетила дека и затварањето на фестивалот ќе биде исклучително убаво со проекцијата на Медена земја, еден од нашите најуспешни и наградувани филмови. Студио. Јана, ти благодарам за споделените информации. Им посакуваме успешен старт како на Македокс, така и на Струшките вечери. И овој блок од културата го затвораме со ова твое вклучување и продолжуваме понатаму. Веста на денот од светот. Американскиот претседател Трамп ја одложи планираната посета на Данска откако дански представници го отфрлија неговото барање да го купи Гренланд. Одлуката на Трамп потврдува колку бил заинтересиран за купување, идеја која првично беше отфрлена и исмејана, но за која подосна Белата куќа инсистираше дека била сериозна. Според некои западни медиуми, Трамп останува упорен во намерата, нуди $600 милиони годишно за Гренланд, сума која одговара на годишните трошоци на Копенхаген за издржување на автономијата. Христо Марковски. Кога пред неколку дена американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе и понуди на Данска да им го продаде Гренланд на Соединетите Американски држави, во јавноста се мислеше дека тој се шегува, но неговите најнови твитови говорат дека тоа не било далеку од вистината и дека Трамп сериозно се налутил откако Копенхаген одговори негативно. Данска е посебна држава со прекрасни луѓе, но по изјавата на премиерката Мете Фредериксен дека нема намера да разговара за продажба на Гренланд, ја одложувам посетата планирана за 2 недели. Вака председателот Трамп на Твитер реагираше на пораката на данската премиерка дека Копенхаген нема намера да го продаде големиот леден остров кој има широка автономија, но е под суверенитет на Данското кралство. Американскиот претседател минатата недела изјави дека купувањето на Гренланд од Данска би бил значаен стратегиски потек за Соединетите Американски држави и дека тој суштински тоа го гледа како обично купување на недвижности. Светот ваквата изјава ја прими со неверување и со неа повеќе се занимаваа сатиричари отколку сериозни аналитичари. Сепак данската премиерка Мете Фредериксен порача дека Гренланд не е на продажба. Гренланд им припаѓа на граѓаните кои живеат таму. Навистина се надевам дека тој не мислеше сериозно. Најпрво Трамп твитна слика на населба во Гренланд на која е намонтирана слика од кулата Трамп во Лас Вегас со коментар дека ветува дека такво нешто нема да направи на Гренланд. И кога сите мислеа дека станува збор за државничка шега, стигнаат твитовите во кои Трамп ја откажува посетата на Данска, планирана за почетокот на септември. И благодарам на премиерката на отвореноста. Им заштеди многу време на Данска и на Соединетите Американски држави. Очекувам нов термин за наша средба во иднина. Данска го колонизираше островот во 18-тиот век. На Гренланд живеат околу 57.000 граѓани, повеќето од домородната инуитска заедница. Гренланд има голема поддршка за независност, но големо прашање е како би можел да преживее без финансирање од Данска, која е одговорна за одбраната и надворешната политика на островот. За сад купувањето на Гренланд е од стратегиска вредност, бидејќи поседувањето на ледениот остров ќе обезбеди дополнително влијание на Арктикот, каде Вашингтон се соочува со зголемена конкуренција од Русија и од Кина. Во 1946 година, американскиот претседател Хари Труман се обидел да го купи Гренланд за тогашни $100 милиони. Гренланд е веќе во фокусот неколку дена во светот, потопењето на 12,5 милиарди тони мраса, сега и со ова продажба, односно непродажба. Останете со телевизија 24, следното информативно издание во 20 часот. Пријатно. Јас сам еден преморен и хирург, мама. Опусти ме да спавам! Питање е кад ќе